Празникот Свети Атанаси Велики денес традиционално беше одбележан и во село Долно Седларце. Седларчани останаа верни на традицијата, па така по сите обичаи наследени од нивните прадедовци го прославија денот посветен на нивниот заштитник, патријархот Александриски Свети Атанаси. Голем број верници од селото, но и од Тетово и околните места дојдоа во црквата Свети Атанаси во Седларце за да му одадат почит на патронот на селото, да запалат свечи и да се помолат за здравје. Свети Атанасиј бил принудуван да се крие во бунари, во гробови, по приватни куќи, дури и во пустината. На два пати морал да бега во Рим. Пред смртта малку време поживеал мирно како добар пастир покрај своето добро стадо, кое навистина го сакало и почитувало. Малку се светители што се толку клеветени и злочинечки прогонувани како што бил и Свети Атанасије. Но неговата душа сето тоа трпеливо го поднела заради љубовта што ја имал кон Христа и најпосле излегла победоносна после толкавата долготрајна борба. За совет и утека и морална потпора секогаш одел кај Свети Антонио, кого го почитувал како свој духовен татко, човек кој ја формулирал најголемата вистина, морал дури да пострада за таа вистина, се додека Господ не го успокоил во царството свое како раб Божи 337 година. Нека ни е честит денешниот празник за многу години на здравје и воскресение. По одслужената света богослужба во дворот на црквата митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ги прережа кумските колачи. Да се биде кум на прославата на Свети Атанаси во Долно Седларце е голема чест и се верува дека носи здравје, мир и благосостојба во семејството. Поради големиот интерес при пријавување на кумовите, листата е исполнета во следните неколку години. До година ќе се внук ми кумче биде и очекувам да биде добра година, добро да биде се во животот и среќа Господ да сите, како да сите така и на нас. Очекувам тоа, подобро да биде, условите подобри да биде и животот подобар, мислим, општо. Традиционално за празникот Свети Атанаси Велики во Долно Седларце се подготвува заедничка трпеза. Готвачите уште утрото во дворот ги распалија огновите. Традицијата е долгогодишна, а радува што младите ја прифаќаат и сакаат да ја продолжат. Честитањето за Атанасин у село Долно Седларце е многу сложено и интересно и кома како што иде уште поинтересно. Има многу интерес младината се јавува овде, доброволна слава селска, кој како да си се јави за здравје, за деца парано било, не траеле и така се дава за тоа курбаното е. Почнало уште за времето, како што било селото помало, така имало помало јавување, а сега како што наголемуе, имаме поќе кумови. Еве, уназад да се вратиме од 10-15 години, испод 7 кума не сме. До 24 година е полно. По 7 кума све. Супер се све, Господ здраве, спалајмо, гледа, све си е убаво. Од Господа не можеме да се пожалиме, све е супер. Па јака што знаем, Атанасија почнало да се слави, порано не држеле деца, мушките деца им умирале. И им кажале некои свештени лица или не знам дали гатачи, им кажале дека треба да почне да слава Свети Атанасија и курбан да се дава на тој празник и така почнало да се слави. Порано сме се собирали, имавме у среде село една јасика, под јасика туе се давало ручек на си носеле цело село што било, тога биле 40 на куќе, сега се наке 200 куќе, например. И така. И гледам на Сабали, јас сум колел овде. Многу народ имаше и све повеќе млади. Моја генерација више пославо ида. А иначе се повеќе ида млади. Се собира, ида, се дружат цел ноќ, си слава, си онада, си јада, си пија. До душа многу е убаво. По заедничката братско-сестринска трпеза на љубовта, приредена од годинешните кумови, верниците продолжија со општонародна веселба во црковниот двор. Се играше и пееше со бенд во живо до дуцна попладнето.
Празникот Свети Атанасий Зимен се слави како селска и домашна слава во многу домови во Седларце.